Гледаме дека очите наместо бели му се плави, целиот е сликовница. Здраво на сите и добре дојдовте во моето ново видео и добре дојдовте во месец септември во кој ве чекаат премногу видеа. Тоест, ќе се потрудам бидат што повеќе, ама да, чекајте многу видеа, се надам дека ќе бидат што повеќе. Денес снимаме најлоши тетоважи некогаш направени и ќе гледаме слики од тетоважи што на интернет се сметат како најлоши, па ќе видиме што ние мислиме за истите, така што без многу да одолговлекувам, одиме на видеото, само пред да одиме на видеото да ви кажам да се субскрајбнете на овој канал затоа што ве следат многу јаки видеа и многу на број. Така да субскрајбнете се. А сега одиме на видеото. Првата слика што имаме тука е Once you go black, you never go back. I love Africa. Океј, некој може би едноставно сака да си ги искаже своите задоволства и тоа секогаш да остане на нивното тело. И дека штом еднаш значи зошто? Cupcake. Некој сака cupcake и на својата уста си напишал cupcake. Значи ако јас сакам кикирики, ќе си пишам тука кикирики. Јас разбирам дека секој си има право со своето тело да прави што сака и да тетовира што сака и тоа дека не мора да има значење иако е пожелно, ама скроз е окей да нема значење. Ама денес сме тука да видиме кои тетоважи се сметаат за најлоши. Одиме след. Clearly I have made some bad decisions. Да, брат. Дали сака да ни каже дека пред да ја стави тетоважата има направено лоши одлуки и зошто да го каже тоа со тетоважа ако има направено лоши одлуки. Или нема направено лоши одлуки, па ја става оваа тетоважа и оваа тетоважа е лошата одлука. Зошто? Ова дури ми е јако. Ова не би го ставил во глупи тетоважи или во лоши тетоважи. Ова би го ставил во кул тетоважи, во јаки тетоважи. Ова е јако. Сакам да кажам и за ова дека е кул тетоважа. Ама јас мислам дека ова би ме било кул да го имам можеби 24 сати и тогаш веќе следниот ден многу би се кајал што го имам на себе. Пример, можеби нешто како чунга-лунга, како нешто да ако е чунга-лунга може. Дали некој човек сака цел живот да има нинџа желка на носот и зошто? Океј, нема да осудуваме, ама зошто? 2 Infinity to Infinity and Beyond. Ама Beyond не е назад, брат. Beyond е натака, брат. Јас сум човек што премногу ги сака Toy Story филмовите и нема да кажам дека ова лошо, ама е сгрешено малце. Вајда. Може би ова не треба да сметаме како лошо и може би е само еден лайфстайл и гледаме дека очите наместо бели му се плави и целиот е сликовница. Не треба ни тоа да се осудува. Сега мене вака да го гледам, мене лично ме плаши. Изгледа чудно, ама во 2021 веќе се треба да се прифаќа, така што мене ми е страф и да зборам повеќе да осудувам, ама еве за мене ќе кажам дека ова е само малку чудно. Never don't give up. Еве, пример, осудувајте ги моите тетоважи, ма нема што да осудувате ова. Наместо ја да си ставив тука Never don't give up, си ставив датум кога е... Тоест не ви кажам, сум кажал на некој видео, треба да ви ја гледам тоа видео и сега знаете. А другата ми е тука и пишува create, не знам колку ќе се види, ама имам две тетоважи. Ама немам Never don't give up. Убава порака преќе човекот. Нова слика гледаме еден многу, очигледно многу заљубен пар кој што сака својата љубов да ја искаже и преку тетоважи. Ми е кул што имаат тетоважа што само кога се заедно, срцето е целосно или whatever,
и тоа ми е cute. Мара знаете што, кога ќе се одвојат, тоа не личи така, личи скроз ко нешто што не можеш да го разбереш, али може и тоа е cute некако, и тоа е јако, што така нема смисла, а има само смисла кога се заедно. Така да уба тетоваж, уба, cute. Разбирам како ова би го направил ако пример на GTA имам да истетовирам карактер и би го сменил за 2 сати, после 2 сати играње, ако не е побрзо. Не знам зашто некој би си ставил пајак на образот, брат. Зошто пајак на образот ти имаш, брат? Зошто имаш пајак на образ? Фино. Како доаѓа до идејата ова да го направиш, али и ова е креативност, и ова е вака ми е све кул. И ова е креативно. Е креативно. Ама зошто не како ова си го ставаш на своето тело и да го имаш цело време? Дали ако со ова влезеш во најк продавници имаш попуст, затоа што тогаш може би го брале повеќе луѓе. This is where I poo. А зашто стрелката покажува нешто друго црно? Јас од тука јадам, од тука мирисам. Ако се прашувавте од каде некој човек ги извршува своите физиолошки потреби, сега знаете. Дрейк. Разбирам да имаш свој идол и тој идол да сакаш да го ставиш на своето тело, ама не разбирам зошто мора баш тука да го ставиш целосното име. Следно. Please boob here. Се прашувам дали ова му функционира. Зашто ги е тетовирала својата сметка од Макдоналдс на раката? Дали може би во Макдоналдс ја запознала својата љубов? Па тоа е толку значено да го ставиш на својата рака. Па зошто ако тоа што е така, зошто само Макдоналдс логото не го ставиш? Или пример координати каде си имате запознаено. Бројчиња. Тоа би било actually cute, е добра идеја за тетоважи. Може би едноставно целта на овие тетоважи е луѓето во светот како мене да ги гледат овие тетоважи да се прашуваат зошто. Брендирана Луи Витон рака, браво бре брат, браво. Сега изгледаш многу скапо, indeed. Ова е тетоважа зашто не знам дали има човек што не ја знае. It's is my life од Jon Bowie. Jon Bowie. Ова црта кога го немаш, пример тука мусташ. Па тука можеш да си напишеш брада. Замисли се тетовираш, кај било и пишуваш тетоваш. Сигурно има тоа да го направено, нема шанси некој да го нема тоа направено. Океј, имаме тука уште една, претпоставувам, љубовна тетоважа, каде што треба да биде целосно само кога ќе се спојат. Како не мислите дека ова е невозможно да се спои? Плюс, ми личи малку нелогично затоа што има и други отвори на сложувалките и треба да најдете некакви други луѓе. Пала делчиња, за да биде целосна сложувалката. Така да ова има 2 фейла тука. Сега си го поставам прашањето дали е подобро да ја имаш оваа тетоважа или да имаш напишано тука Дрейк. Мислам дека сепак ова е боле, ова е сепак уникат. За вака да е насртеш Ариана Гранде и за тоа треба талент. Добро. You only live once. Вакви мислам дека постојат илјадници што не знам дали се намерни грешки, ама со сите тетоважи ми се окей, затоа што не знам што да кажам. Што да кажам за тетоважи, бе? Чекај, дали ова е некоја си постара жена и дали ова на грбот е Twilight? Јас сум човек што ги нема никогаш изгледано Twilight. Мислам дека светот е поделен на луѓе што 90% го мразат Twilight, 10% го сакаат. Женава си го сакат Twilight. Тетоважава не е лошо нацртано, така што е окей да имаш ваква тетоважа на своето тело. Ова иначе ставаш нешто што си го сакаш на своето тело за секогаш. Може би за нејзиното Twilight има многу големо значење, има некое подлабоко значење, може би едноставно сака серијата и сака својата омилена серија, не е серија, филм е, да си го има на своето тело. That's fine. Следна тетоважа. Why? Нема дланка и зошто то... Вакви теми ми се некако пипливи и не сакам да коментирам, така да пак ќе одам на следно. Ова видео повеќе испаѓа дека со вас разгледувам тетоважи и само нема многу што да издерагирам. Мада и ова е реакција, така да.
What? Вака изгледа тролс, така? Ова е значи трол. Делот што него сваќаме како имаш толку влакна тука, брат. Или се овие залепени влакна од друго место. Мора се залепени влакна од друго место, вајда, нели? Може би некои луѓе и може да имаат тука влакна. Ми е уште полошо ако некако ги има залепено тука влакната. Океј, тука имам еден прекрасен портрет од Мерилин Монро и навистина супер изгледа, што ако ја видев само десната слика, нема да знаев дека ова е Мерилин Монро. И дојдовме до крајот, океј. Во тој случај, се не знам колку ви беше интересно видеото, затоа што и јас прв пат ги гледав слики, едноставно не знаев што да кажам за нив, за повеќе да се чудев како можат луѓето да имаат вакви татуажи, но доколку мојата реакција на овие татуажи ви беше интересна, ставете лајк на ова видео. Ако можеби сакате втор дел од ова видео како реагирам на други татуажи, исто ставете лајк на ова видео, или можеби сакате видео каде што ќе реагирам на најдобрите татуажи во светот. Во секој случај ставете лајк на ова видео, субскрајбите се на мојот канал, а ние се гледаме следното видео што е за многу скоро и очекувате многу видеа во месец септември. А до тогаш. Чао.